Летото 1943 година концентрацијата на партизанското движење и борбата ќе се одвиваат главно во Дебарца, Преспа, Тиквешко, Гевгелиско, Прилепско и Кумановско. По капитулацијата на Италија и со сукцесивните загуби на фашистичката оска на фронтовите ни светот, ќе биде проширена слободната територија на Дебарца и Кичево. Од овој период ќе останат сеќавањата за февруарскиот поход, кога првата македонско-косовска партизанска ударна бригада во јануари и февруари 1944 година за 23 дни ќе измине тежок пат од околу 400 километри преку високите снежни премини на Беласица, Плачковица, Осогово и Козјак, при што на Брегалница ќе се судри со бугарските сили, а на Козјак се бие со вардарскиот Дражичевски четнички корпус. Во текот на походот, единицата ќе ангажира и предизвика речиси целата петта бугарска армија, како и бугарските единици во Горна Џумаја и Кюстендил и речиси целокупниот полициски апарат. По овој поход иницијативата преминува во рацете на Народно-ослободителната војска. Едно име во Македонија остана запаметено. Името на генералот Михаило Апостолски, командантот на партизанските одреди и водачот во востанието против македонските поробувачи. Бидејќи нашата народно-ослободителна борба не беше на платформа за развој на комунизам и така натаму, него она беше на една национална платформа. На платформа за истерување на окупатора, али и конечно создавање на македонска држава и врз основа на македонската нација. Вооружената борба ја водевме првенствено за национално ослободување на Македонија. Според тоа, значението на народно-ослободителната борба не е со ништо намалено. Јас морам овде да кажам дека македонскиот народ во Втората светска војна имаше голема среќа. Покрај другото и заради тоа што ние, неговите комунисти, останаме во рамките на Комунистичката партија на Југославија, на чие што чело стоеше Тито. Најголема гаранција дека Македонија ќе се ослободи беше тоа што КПЈ уште пред војната ја признаваше националната посебност на македонскиот народ, дека овде не живеат ниту срби, ниту бугари, ниту грци, ами македонци. Нешто повеќе, активното учество на македонскиот народ, мислам тука на сите граѓани од Македонија и националните малцинства, беше главната сила и гаранција дека Македонија овој пат ќе се ослободи. Македонија се ослободи со своји собствени сили и си создаде држава. Вековима огњетаван, испутаван македонски народ е кроз ослободилашки рат и социјалистичку револуцију израстao у слободну нацiju koja je odlukama prvog zasjedanja Аснoma поставила своje državne principe. На 2 август 1944 година беше свикано првото заседание
на антифашистичкиот совет на Народното ослободување на Македонија. Заседанието се одржа во манастирот Прохор Пчински. На тоа заседание беше промовирана и конституирана македонската држава. Беа донесени историски одлуки од стратегиски интерес за македонскиот народ. Македонците и на овој начин го покажаа и го потврдија својот идентитет. На 2 август 1944 година во манастирот Прохор Пчински ќе почне првото заседание на АСНОМ, за кое ќе бидат избрани 116 членови. До заседанието дојде како резултат на јакнењето на Општонародниот фронт, а по капитулацијата на Италија и се поголемите успеси на западните сили и Советскиот сојуз против фашистичката солдатеска. Покрај делегатите на собранието ќе присуствуваат и шефовите на англиската и на американската мисија при главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија, како и делегатот на Врховниот штаб и на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и повеќе други гости, а особено жители, селани од околината на манастирот Прохор. За председател на президиумот на АСНОМ беше избран Методија Андонов Ченто, како и двајца подпредседатели, Панко Брашнаров и Емануел Чучков. За секретари беа назначени Владо Полежина и Лјупчо Арсов. АСНОМ се конституира во врховно законодавно тело, а се воведува македонскиот јазик како службен, официјален јазик во целата македонска слободна држава. Се донесува декларација за основните права на граѓаните во демократска Македонија. Во прокламацијата на АСНОМ до македонскиот народ, меѓу другото, беше запишано: од тешките борби и од пролеаната крв на најдобрите македонски синови излегува денеска првото народно собрание, тој символ на твојата слобода и изразител на твојот суверенитет. Вековниот идеал на македонскиот народ се постигна, да живее за секогаш Македонија. Донесените одлуки на првото заседание на АСНОМ представуваат државно конституирање на македонскиот народ и малцинствата во Македонија. Со првото заседание на АСНОМ се бележи почетокот на современа Македонија. Декларацијата која донесе АСНОМ, во кој се повторуваат и потврдуваат оние начела на кои беше заснована народно-ослободителната борба. За еднаквоста на граѓаните, дека се гарантира собственоста, имотите на секој одделен човек, правата на малцинствата се набројуваат, еднаквоста и равноправноста на сите, без оглед на вера и националност или култура. Така да и таа декларација има и денеска големо важење, како да се тоа случува сега